Благодарам, подпредседателке. Очигледно ќе ја водиме дискусијата која ще водивме на комисијата. Секој да си има одреден став по врска со промените на овој закон. Веднаш да ве демантирам, значи зборовите кои што ги изрековте сега пред малце како последни, дека ловиштата во Свети Николе се дадени на господин Слободан Дански се чиста шпекулација и невистина. Туку се дадени на старото ловно друштво кое што со многу години си постои и работи во рамките на Свети Николе, така да оваа информација не ви е точна. Меѓутоа не е ништо ново од вас да слушаме шпекулации и пласирање на информации кои што не се точни. Втора работа која што исто така сакам да ја кажеме и сами вие знаете, тоа беше спомнато од страна на министерот на самата комисија, дека од вкупно 255 ловишта во рамките на Република Македонија кои практично ја држат целата територија на Република Македонија, досега има излезено 5 тендери, петиот тендер излезе јавен повик за да кој што бе одреден број на ловишта заради изборите и заради одлуката на антикорупцијска комисија. Овој јавен оглас не можеше да се реализира пред изборите, после се чекаше формирање на влада, така да сега се реализираат тие работи и воопшто не станува за нешто што е ново или што се прави еден месец пред усвојувањето на овиот закон. Исто така сакам да полемизирам околу некои работи кои што беа кажени од ваша страна. Значи, во врска со концесијата, навистина досега со старото законско решение за одредено ловечко друштво или здружение кое што е регистрирано за таа дејност, треба да конкурира, мораше да има одредени предуслови. Со новото законско решение ние на некој начин ги растеретуваме друштвата, затоа што се случуваше за одредени ловишта да имаме 3, 4 или 5 ловни друштва кои конкурираат и сите тие ловни друштва требаше да вложат по 20, 30 или 40 илјади евра, а никој од друга страна не им гарантираше дека ќе ги добијат тие ловишта. И сега од 5 ќе добие еден, а 4 друштва веќе направиле одреден трошок. Со новиот закон повторно си стојат истите услови кои што треба да ги исполнат ловните друштва или концесионерот кој што ги добија ловиштето, меѓутоа со таа разлика што после завршувањето на лицитацијата тој има рок од 60 дена да ги исполни сите оние услови кои што се препишани и беа и во стариот закон, сега се и во новиот. Кога зборувате за приватните земјишта, значи да не ја дефокусираме јавноста или замајуваме, овде не станува збор за никаква концесија на земјишта, туку на дивечот кој што се наоѓа на територијата на тоа ловиште, и ако некој не сака низ неговото приватно земјиште да поминува, има апсолутно право како приватна собственост за гарантиран со устав да си го загради тој простор и никој, фала Богу, нема да лови на неговиот терет, меѓутоа од друга страна не може пак никој да забране да се лови дивеч на празен простор.